Здраво, Македонија! Нешто по 18 часот, што значи време е за Листа за 300, квиз на знаење и надмудрување, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нема да должам повеќе, зашто знам дека едве чекате да започнеме со акција, така кажано, и со она делот со знаењето, односно со надпреварувањето. Да започне, па нема да ве должам, како што реков, ќе започнеме веднаш со запознавање на нашите надпреварувачи, а прво ќе си ги повикам домакините, односно оние кои што веќе 3 или 4 пати во низа се излегуваат како победници на крајот од тековните изданија. А тоа се Мајк и Филип, повелете. 1, 2, 3, четврто. Така се четврто. Четврто, добре. Да јутнав малце работата, ама нема да ми замерите. Како сте, Мајки Филип? Одлично. Одлично до сега. Вие како? Одлично, мора јас да признам. Посебно кога имам куба и луѓе како надпреварувачи, сакам кога имам квалитетни надпреварувачи тука. И супер ми е. Сега на противниците малце во претходните изданија им представуваше проблем тоа, но се договоривме да дојдат повторно и повторно да се пробаат среќата. Да не сакате вие да си додадете нешто, да поздравите некој? Па не, поздравивме еднаш доста. Доста, Поздрав до сите Сите што гледачи, гледаат. уште еднаш. И сите што навиваат за нас. Така, се подразбира, Посебно за ќе кажи. Поздравот. Поред, како што реков, нема да ве држам повеќе. Слободно влезете се во вашата кабина и пополека аклиматизирате се. Домакини, ваша е домакинската кабина. Секако во нашето студио подготвени чекаат и денешните предизвикувачи. Таа улога им припадна на Виолета и Владимир. Повелете. Виолета, здраво. Здраво. Владимир, здраво. Како си, Одлично. Вие како сте? Можете Добри. вака поче да поблиску до ова за да старпе Владимир таму да не ми се преврти. Расположени за денес? Одлично, супер. Кажете ми искуство некое досега со квизови, појавување на телевизија. Па јас веќе 2 пати имам учествувано на квиз, па ќе видиме Исто и сега јас. како ќе биде. Супер, сакам да кажам, не ви е Одам непозната напред. атмосферата. Да. Така, возбуда, трема нешто Немам. минимално. Јас мал. Да, ќе се опуштите моментот кога ќе влезете во кабината. Веруете, ништо страшно не е. Многу ми е драго што сте денеска тука. Ајде ќе започнеме од господја Виолета, на кратко да ни се представите, која сте, Да. како што сте. Јас сум Виолета Мандевска од Скопје, пензионерка. Тоа е тоа, на тоа е брзинка. тоа. Колку Да. години веќе во пензија, Виолета? Па 6. Супер. Одлично, што Да, и да. како беше, кога побаво, на работа кога се одеш или во пензија? Па подобро е на работа. Подобро е на работа, Да, кажеш. да. Така, има човек за анимација, знам. Да. И дедо ми така велеше на времето, висто, демек, човек кога ќе престане да работи веќе, Да, готово, не смета да и мора да се одржи, он за постав. на стари години нива купи и почна на нива доди да сади, да пусти за пари за да се Исто одржи. јас истото си Да. го правам, у село си одам. Браво, супер. Само активна да Садам, останеш само и тоа е. активна, тоа. да. Само мажот ми ме напушти, па сега немам друштво. А што одгледува највише Виолета? Пиперчиња, патлиџанчиња? Да. За дома, така. Ај наредна сезона, чекам да ми донесеш. Ајде, важи. Сега е рано, сега садиме. Раде се, така, се сложувам. Владимир, Јас сум Владимир Мандевски од Скопје, вработен во КАМ. Поздрав за сите Значи, од КАМ, колешки. голем поздрав и од мене до сите во КАМ. Редовно си пазарам. Да, посебно во аеродром тие што се. Ако нешто не слушаат, јави се. Ке тебе нема потреба, не, до сега супер си се. Супер, супер. Да, мило ми е. Сите што сте гледачи. денеска- Така. Тие се тие, така. Тие се. И без разлика сите гледачи, ова ми се допаѓа без разлика дали навивате за нив или не. Голем поздрав до сите. Поздрав за сите. Така, поздрав до сите. Виолета и Владимир, не би ве држал повеќе вака тука. Сакам да влезете пополека да се привикнете на кабината, да се аклиматизирате, за што подобро издание од вас да видиме денеска. Ти благодарам. Како што реков, денеска започнувате како предизвикувачи, што значи ваше предизвикувачката кабина? Повелете. Ајде. Мајки Филип, односно Виолета и Владимир, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, ајде да ми помогнете да ги провериме истите и да видиме дали функционираат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Виолета и Владимир, дали се слушаме? Се слушаме, да. Одлично. Во продолжение, ако имаме било каков технички проблем, веднаш да ми сугерирате за да го средиме. Ако нешто не е јасно, ова ми е многу важно. Дали е нејасно, дали не сте ме слушнале, не ме интересираат причините. Само сакам да ме прашате за да
ги расчистиме нејаснотиите. Договорено? Договорено. Со среќа во продолжение сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме на домакините. Мајки и Филип, дали се слушаме? Слушаме. Одлично, сега како што треба со кабината? Сега се е во ред, да. Супер. Може да започнеме. Може. Ви благодарам, домакини. Ете, драги гледачи, кабините се во одлична состојба, предизвикувачите исто така, домакините се супер и дадоа плюс на сетото и зелено светло за старт, па ајде да започнеме. Ајде денеска, како и секогаш досега, ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: женски имиња што ја содржат буквата М како Марко. Бараме женски имиња кои ја содржат буквата М и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. Буквата М може да биде било каде во името. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, името треба да го имаат најмалку 5 наши сограѓанки. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Нема ограничување за букви, не? Нема ни на букви, на ништо, да, ниту каде се наоѓа буквата. Да, само М да има и без разлики колку пати ја има. Виолета и Владимир, дали не е јасна темата? А колку букви името? Нема ограничување. Нема, значи, Да. од 4 надолу. И ако има и со 3 букви, да, во ред, ама не сум сретнал барем кај нас. Да, дека. Да, Јасно. кам. Јасно. Кога би било женско име. Во ред. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Виолета и Владимир, па ајде да слушнеме и нивната прва понуда. Но за да чуеме, ќе треба прво да исклучиме кабината на домакините. Владимир и Виолета, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. 11. Едно повеќе 11. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. Заокружуваме на 20. 22. 22. 25. 25. 26. 26. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 40. Стигнавме до 40. 41. 41. 42. 42. 43. 43. 45. 45. 46. 46. 48. 48. 49. 49. 50. 50. 50. Колку? 50. 50. 51. 51. 51. Ај, нека одговарат. Ај. Да одговараат. Мајки Филип, Нека одговарат. на вас ви се падна да одговарате. Тука имаме 51 празно поле кое што треба да ги испишеме со женски имиња што ја содржат буквата М. Рековме, немаме ограничување од тоа колку букви треба да името, ниту каде треба да се наоѓа буквата М. Битно е само да има. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Мија. 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 Со Ј. Со Ј. Мија, извини. Мила. Мила. Поздрав до Мила, кумачинчето моје. Кумачинката моја, жива и здрава. Милка. Милка. Милка, да.
Милка, брато четка ми се вика Милка, колку знам се сума. Браво си. Честит. Супер. Митка. Митка, Митра. То са Митра. 80 митки во Митра. Македонија. Митра, Идеме на овие Марија. Мара. Може ли? може да. Мара. Мара, Са Маре. така е. Маре. Маре, Марија. Марија, Марица. така е. Марија. Марија, И Бесија. И и Бесија. без ја. Марија. Марија. Така е. Марика. Марика, Марица. Марица. Марица, Идем Марта. Маринела има. Да. Марица, точен одговор. Маринела. Маринела. Така е. Милица. Милица. Милица, да. Милица. Точен одговор. Мирјана. Мирјана. Точен одговор. Мими. Мими. Така е. Мира. Како? Мира. 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 Мирка. Така е, точен одговор. Мирка. Мирка. Точно. Марта. Марта. Точен одговор. Мартина. Мартина. Маргарита. Така е. Маргарита. Маргарита. Точно. Маријана. Маријана. Така е. Бесија. Маријана. Мариана. Бесија рече. Како име. Мариана. Да, Бесија. Така. Беси. Маријана. Сега Мариана без Ј. 84, па сега одиме со Марјана, така? Да. Без И. Добро. Што се средне? Како Бесија рече, како име. Берсиха. Маријана, точен одговор. Мерсиха. Мерсиха. Мелита. Точно. Мелита. Мелита. Така е. Колку имаме кажано? 26. А колку треба? 51 на поласт. Мери. Мери. Така е. На Моника. 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 Така е. Не. Или видиме на овие. Ана Марија. Ана Марија. Алма. Алма предобре. Така е. Алма. Алма. Точен одговор. Белмина. Белма. Белма е Белма. Белма. Две. Белмина. Белмина. Така е. Ај Белма. Вилма. Вилма. Точен одговор. Дамина. Дамјана. Дамјана. Седумдесет и седум дамјанки во Македонија. Точен одговор. Димитра. Димитра. Емина. Така е, точен одговор и Димитра. Емина. Емина. Ирма. Така е. Ема. 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 Кажу Емилија. Точен одговор. Емилија. Емилија. Кажу Емилија Бесија или не? Една знам дека така му кажа. Не знам, ама тоа. Ајна Јасмина. 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 Мислам дека Јасминка. Емина има, мислам само. Да
Точен одговор? Мина. Мина. Така ми се викаше колешката од Дај побрзај на времето. Да. Почетокот на 2000-тите кога водам, голем поздрав до несето колку не гледа. Ирма, кажа. Ирма. Ирма, кажа. Ирма. Сто Ирма во Македонија, точен одговор? Мартина. Мартина, Кажавме Мартина. мислам не. Да. Сега ќе проверам, ама мислам дека не. Ао, има. Маја. Маја. Маја не го кажавте, тоа знам сигурно. Така е. Уште 10 има. Памела. Памела. Памела, знам дека имаше доста, Да. некои од минатите емисии истото име го искористивме. Така е, точен одговор. Симона. Симона. Така е. Симонида. Симонида. Фирма. Така е. Тамара. Тамара. Точен одговор. Фатима. 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 Илјада и 300 Фатима во Македонија, точен одговор. Фатиме. Фатиме. Фатиме 4950. Точен одговор. После Фатиме иде Гзиме. 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 Ајде да видиме колку има гзиме во Македонија. 866 гзиме во Македонија. Точен одговор. Меланија. Меланија. Така е. Уште две. Мелани. Мелани. Така е. Марга. И последното. Марга. Марга. И со Марга ги комплетираме оние 51 побаруван одговор на женски имиња кои што содржат буквата М. Уште еднаш мајки Филип неприкосновени, сконцентрирани и на брзина си ја завршија својата задача. Честитки за освоениот поен. Веќе не знам дали има потреба да ви кажам, не се опуштете премногу, зашто опуштено, неопуштени сте ми цело време. Сакам да кажам сконцентрирани, опуштено делувате, но кога стана збор да се дадат одговорите, сте максимално сконцентрирани. Затоа што го правите и бравос. Честитки за освоениот поен. Виолета и Владимир, браво си за вас. Искрено не може. 6. Мислам дека уште 5-6 уште дека ги има на лагер доста имиња. Не знам, едноставно им се погоди оваа тема. Па ќе кажам, сега чести за вас, за храброста. Прва сте во овој квиз. Мислев дека ќе се откажете на 20-тина некаде, дека ќе кажете доста е, чекај. Играме тоа дека храбро да. ние. Браво, само продолжете така. Одиме кон подобар резултат. Ништо не е готово, Ајде. имаме уште една лицитација. А женски имиња што ја содржат буквата М, кажавме премногу, искрено Владимирка, Дамјанка, Димитра, Димитрула, тие се оние кои што можам на брзина да ги видам, кои што не сме ги кажале, но сметам и дека нема ни потреба. Што значи, драги гледачи, веднаш се селиме на втората лицитација, односно второто надавање. А темата за истото гласи: главни градови што завршуваат на буквата А.
Бараме имиња на главни градови на суверени признати држави од Обединетите нации, чие име завршува на буквата А. Во наша транскрипција секако. Доколку името е од два збора, се смета завршетокот на вториот збор. Ке ги прифатиме и оние градови кои во оригинал го имаат и зборот Сити, бидејќи кај нас се прифатени и двете варијанти. Ке ви дадам пример еве за Панама, главен град е Панама Сити, но некаде се води само како Панама и градот. Некаде како Панама Сити, па нема да драмиме премногу, се прифаќаат и оние кои што имаат како додавка Сити. Мајки Филип, дали ни е јасна темата? Одлично. Виолета и Владимир, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Да. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Владимир и Виолета. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филип, а Владимир и Виолета, кога ќе имате понуда, кажете. 5. 5. Започнуваме со 5. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Дали може вака оквирна бројка да знаеме колку има или Меѓу 45 и 55. колку рекоа? 13. Не, 15, извини. 16. 16. 18. Ме праша од прилика колку градови има на листа од 45 и 55 помеѓу нека бројка. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 27. 21. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Ајде 30. 30. 37. 31. 32. 32. Едно повеќе. 33. 34. 34. 35. Стигнавме до 35. 35 рекоа? Да. Ајде 36. 36. 37. 37. 38. 38. Ајде некој одговара. Пак. Ајде, нека одговара да видиме дали купали овој пат. Виолета и Владимир повторно решија да ви дадат вас шанса да одговарате. 38 имаме надавања, тука што значи ни треба 38 главни градови што завршуваат на буквата А. Филип и Мајк, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Нукуалофа. Нукуалафа. Нукуалофа, да, На Алафа. Тонга. Чекај само момент да го запишеме. Ете, така е. Апија. Како? Апија. Апија. На Самоа. Така, Апија. Точно. Хониара. Хониара. Браво, тоа имам да кажам. Камбера. Само момент да го испишеме Хониара. Камбера, како сагате. Камбера. Джакарта. Джакарта. Така е. Манила. Манила. Точно. Гдje sam Manila? Ova... Astana si rekao? Da, Astana je. Meni je ime da se vrtu Astana. Astana? Астана. Ще година поред Дака. Да. Види што што не така. Да.
Така, стана точен одговор. Дака. Дака. Кабул, Доха. Така е. Саудија Арабија. Доха. Доха. Сана. Манама. Манама и Сана. Точен одговор. Манама. Манама. Спомења Цацко Манама. Манама. Сана. Сана. Така е. Анкара. Анкара. Точен одговор. Москва. Москва. Атина. Атина. Така е. Софија. Софија. Точно. Тирана. Тирана. Точен одговор. Подгорица. Подгорица. Така е. Љубљана. Љубљана. Така е. Будимпешта. Будимпешта. Така е. Братислава. Братислава, да. У Братислава е 20 точен одговор. Варшава. Варшава. Така е. Виена. Виена. Точен одговор. Рига. Рига. Така е. Валета. Валета. Точен одговор. Никозија. Никозија. Така е. Андора Лавела. Само момент. Така е. Точен одговор Андора. Отава. Отава. Да. Точен одговор. Хавана. Хавана. Така е. Тегусигалпа. Молим те, повтори ми. Тегусигалпа. Тегусигалпа. Лесно е да изговаря. Те многу. Да, ако го знаеш. Ако не го знаеш, што правиме? Као мене. Пишете тој 3 точки. Се зедам. Само момент. Така е, точен одговор. Манагва. Манагва. Така е. Богота. Богота. Така е. Лима. Лима, Бразилија. точен одговор. Бразилија. И Бразилија, точен одговор. Преторија. Преторија. Преторија, така е. Луанда. Луанда. Точен одговор. И уште Киншаса. 3 имаме. Како? Киншаса. Киншаса. Така е. И Киншаса е точен одговор. Лусака. Лусака. И кој ќе биде последниот Лусака? Точен одговор. Акра. Акра. Нагана. Акра на Гана, 38 точен одговор за вас. Што значи, мајки Филип, уште еднаш успешно ги елиминиравте вашите противници. Секоја чест за вас. Повторно ќе се дружиме тука на главната сцена, каде што повторно ќе имате шанса да освоите парична награда. Конечно може малце да се опуштите. Виолета и Владимир, искрено немавте среќа денеска, само толку ќе кажам. Имавте Честитки многу... до продавниците. Ке си честитате, сега кој ќе завршиме тука. Многу ми се допадна храброста со која што игравте, верувам дека имате и знаење, немавте денеска шанса да го среќа. покажете, да. Но ви очекувам повторно да дојдете, ќе има други противници, па полека да го билдам искуството, нели, за нареден пат кога ќе се соочиме со мајки, со Филип, да може, нели,
Ние малце ќе бидеме повеќе подобри од нив. Ето така, ми се Следното. допадна. Ми се допаѓа ова. Виолета и Владимир, ви благодарам што бевте дел од листа за 300. Искрено од се срце се надевам дека повторно ќе се дружиме. За жал сега морам надевам. чао да ви кажам. Нема повеќе градови да набројувам, кажа доста 38 нашите надпреварувачи. Што значи веднаш ќе се преселиме тука на главната сцена за да ги соочиме Мајки Филип со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда и колкава ќе биде таа доколку ја освојат, останува сите заедно да дознаеме. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мајки Филип се повторно со мене тука на главната сцена и повторно ќе ги соочиме со темата од нашата листа. До сега, ако не се лажам, финансискиот учинок им е 300, потоа 150 и 100 евра, што значи 550 севкупно. Во надолна линија. Да. Нема ги, чеки сега ќе пробаме да одиваме на 50 да сме сега па после нула. Не би сакал така, не би посакувам така, ајде. Но ќе видиме. Да се подсетиме на брзинка, нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од нашето студио со сума добро позната за вас од 300 евра. Подготвени да слушнете темата? Да. Се надевам дека вие сте подготвени, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема држави освојувачи на медал на светското првенство во атлетика 2025 година. Бараме имиња на држави чии атлетичари или атлетичарки освоиле најмалку еден било каков медал на последното светско првенство во атлетика што се одржа минатата година. Сат ја мајка Кина. Филип и Мај, Сат. јасно е, мислам започнуваме веднаш со САД. Соединетите американски држави воедно беа и како да кажам, најнаградувана нација со 26 медали на ова светско првенство. Ајде, Јамајка. Јамајка се трети на оваа листа со 10 освоени медали. Втор точен одговор. Кина. За Кина немам точна бројка, но и тие се на оваа листа. 4 еве медали имаат. Трет точен одговор за 50 евра. Честитки до Филип и до Мајк. Што правиме за понатаму? Идеме понатака. Ајде да буде да не биде тоа во нас. Франција. Велика Британија. Франција е точен одговор. Четврти за вас двајцата. Велика Британија. Така еве и Велика Британија е тука, што значи точен пети одговор за вас двајцата. Германија. Ајде Германија. Германија. Италија валима има, така ќе бъдат проблем. Италија. Чекай, атлетика па вие маратонци. Еве и Германија, така Германија за 100 евра. Шести точен одговор. Честитки. Кенија. Кенија, значи продолжуваме понатаму, иначе Кенија беше втора најуспешна нација на ова светско првенство со 11 медали. Севкупно, браво. Само злато се бара. Не сите. Не. Било каков. Било како, да, освојувач на медал. Една Полска. Ова е од Литванија, кажи кој беше фрла на лек на силно. Ајде Полска. Полска. Литванија беше фрла кладива. Сигурно, не знам злато. Само они вакво имаат на... Може да имат Олимпијада, не знам на вакво да буде свет. мислам, да држави. Италија не знам каде. Италија има сигурно. Канада. Не, да. Канада има, да? Сигурно. Вали има. Австралија. Полска со еден сребрен, но доволно да биде точен одговор. Тој е 8 и кој ќе биде 9-тиот? Италија. Па да. Италија. Италија. Така е, еве Италија на оваа листа. 9 точни одговори, што значи 150 евра до сега за Филип и за Мајк. Што правиме за понатаму сега? Па ќе одиме уште малку. Ќе одиме со стилак да биде, ако биде нешто. Украина. Украина. Грција има овој што Кого без... Има сигурно? Украина. 10 точен одговор. Грција. За Филип и Мајк. Грција. Да.
Австралија. И Грција со еден сребрен доволно да се најде на оваа листа и да биде квалификувана како точен одговор, така е. Австралија. И Австралија. Австралија за 200 евра. Кенгурите скокат. Кенгурите скога. Опа, Австралија со 4 медали заслужено се наоѓа на оваа листа и 12 точен одговор за 200 евра. Честитки Мајк, честитки Филип. Што правиме сега? Ќе атакуваме ли на 300? Не, ќе атакуваме само да размислиме Да ги договориме. Да, Нема проблем. Треба да има норвешка, овај беше скока вархол со 400 пречки и он ги брица, не еден од нив сигурно за Тоа ќе зема на Олимпијада, дали зема друго. тоа е светски рекордер Норвешка. Шпанија сигурно има нешто. Шпанија нема атлети, они брзо одење едино. Има на време Етиопија. Етиопија. Етиопија има. Јужна Африка, Канада, не. Етиопија или Уганда, тие мора да има еден. Уганда, не знам, Етиопија да, тој им се. Етиопија да има, те сигурно мора да има. Етиопија, Канада треба да има. Етиопија, Канада и Норвешка. И Норвешка. Етиопија, Канада и Норвешка. Ајде. Одиме. Ајде атакуваме на 300 евра, ми се допаѓа. Етиопија. Етиопија, познати оние Маратонците. да, маратонски дисциплини, така ќе кажам, ајде на повеќе километри трки, 5-10 и така натаму. И точен одговор? Канада. Канада. Да видиме доколку Канада е точен одговор, ќе ни фали само уште еден за да освоиме она максимална парична награда. А така е Канада, точен одговор 14 во низа за вас. Норвешка. Ајде Норвешка. И со Норвешка финишираме, но дали Норвешка има освоено медал, сега ќе дознаеме сите заедно. Норвешка. Само момент. На оваа листа тука не ја гледам, но ќе замолам од Режија ако може да побараме, барам помош од Режија. Норвешка. Ајде да видиме, искрено навивам да погодивте. Требаше некој по-сигурно да други. А што други? Па други е Шпанија. Јапонија беше Јапонија? Имаат ја 110 трчања. Ајде, нека излезе некој. Има штафета. Или Карстен Вархолм или Инге Бритсен би требало да имаат медал. Би требало, но дали има? Да видиме. Еве, проверуваат и во Режија, јас тука на списокот ја немам одвоено. Па никој знам и да промачам некоја држава, па затоа не е релевантно ова списоче. Шведска вајде има дуплан. Дуплан ќе страшно да бидеме на Шведска посигурно. Мајки Филип. И че го сакам овој дел. Посебно никој станува збор за паричната награда и кога е на последниот одговор. За жал, Норвешка нема нова листа, не се освојувачи на медали. Шпанија е, Шведска е, од тие што ги спомнавте, Швајцарија е исто така. Ги има туки другите, еве ќе ви ги прочитам сите за да не, нели, да добиете представа. Ги имаме тука Австралија, Алжир, Бахрейн, Белгија, Ботсвана, Бразил, Велика Британија, Венецуела, Германија, Гренада, Грција, Доминика, Доминиканска република, Еквадор, Етиопија, Ирска, Италија, Јужна Африканска република, Јапонија, Јужна Кореја, Канада, Катар, Кина, Колумбија, Куба, Летонија, потоа Литванија, Мароко, Мексико, Нигерија, Нов Зеланд, Полска, Порто Рико, Португалија, Самоа, Санта Луција, Словачка, Словенија, Србија, Танзанија, Тринидад и Тобаго, Украина, Унгарија, Уругвај, Франција, Холандија, Чешка, Швајцарија, Шведска и Шпанија.
Многу ми е жал за Норвешка. Искрено се понадевав, не смеев да ви се мишам сега на последниот одговор тука, ќе ме караат и мене. Искрено мислев дека е само заборавена да биде пишана на оваа листа. Ќе бараме повеќе среќи, ќе бркаме повторно оваа максимална парична награда следното издание. Одлични бевте, многу ми е жал што вака завршуваме, но ќе се дружиме и последното издание на листа за 300 ќе имат повторно шанса Мајки Филип секако преку 2 лицитации да се борат за парична награда и искрено се надевам дека тогаш ќе освојат максималната парична сума. Но до тогаш останете ми во добро здравје, не заборавајте да останете со програмата на телевизија Сител и да го чекате следното издание на листа за 300 и не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!